Косово го ослободи Лирим Јакупи, поранешниот припадник на ОВК, кого македонските судови во отсуство го осудија на 15 години затвор за напад на македонски полицајци, за организирање терористичка група и нелегално оружје. Јакупи, познати како нацист, вчера од страна на основниот суд во Косовско Гнилане е прогласен за невиновен за отворање оган врз македонската полиција во Скопје во 2014 година и во Тетово во 2004 година. Со пукањето врз тројца полицајци Лирим Јакупи се обиде да ги убие, намерно ги загрозил нивните животи, постапил безмилосно и насилно во време кога тројцата униформирани лица си ја вршеле својата должност и го бранеле правниот поредок и го одржувале јавниот ред и мир. Јакупи досега беше уапсен неколку пати. Прво беше неговото апсење од меѓународните безбедносни сили во 2007 година. По неговото бегство од затвор, тој повторно беше уапсен од страна на косовската полиција во 2010 година. Додека третиот пат Јакупи беше уапсен од Европската полиција на Косово. И тоа токму во моментите додека излегувал од косовскиот затвор Дубрава, а причината за неговото апсење беше што македонското министерство за внатрешни работи распиша повеќе потерници за него за извршени неколку кривични дела во земјава. Јакупи се приклучил на ослободителната војска на Косово во 1998 година и се борел против српските безбедносни сили. Бил вклучен во формирањето на ослободителната војска на Прешево, Медвеѓа и Бујановац. Тој е поранешен припадник на ОВК, кој по конфликтот во 2001 година се поврза со групата на Агим Красники од Кондово. Македонската полиција го бара поради повеќе криминални дела, како и поради настаните од 2007 година во тетовското село Бродец, кога поголема вооружена група беше разбиена од македонската полиција. Тој тогаш успеа да избега на Косово, додека неговиот ортак и соборец Рамадан Шити беше убиен во така наречената акција Планинска бура. Министерството за внатрешни работи тогаш соопшти дека косовските власти ги известиле за апсењето на Јакупи.